Како што напоменав, имајќи во предвид дека опожарувањето е во непосредна близина на десетина викенд куќи, од она кое што го имаме како информација, нанесено е штета на 3 викенд куќи и едно лице е повредено, практично собственик на една од викенд куќите. Во стабилна здравствена состојба е лицето, имав можност да поразговарам со него, така да се надевам дека ова нема да ни се повтори. Благодарение на брзата интервенција, брзата координација, делувањето на Дирекција за заштита и спасување од воздух, успеавме да го локализираме и да го ставиме под контрола пожарот за да не представува понатамошна опасност. Во денешниот разговор градоначалникот итно повара од мене да се впуштат летела на Дирекцијата за заштита и спасување, еден ер трактор веднаш полета и беше еден од оние кои што помогнаа, но сепак пожарникарите кои што на земја пожртвувано и храбро се бореа, го има клучниот момент за успех да се изгасне овој пожар. Можам да ви информирам дека денес се вратени и другите два ер трактори од сервис, така што во овој момент имаме 3 оперативни ер трактори, 4 пилоти и ние сме подготвени за сезоната на пожари. Апелирам до граѓаните, но и до пожарникарите да не се шири непотребна паника. Сите пожари кога се гледат од близко изгледат страшно и да, тие се страшни, но наша задача е да ги гасиме, а не да шириме паника. Паниката може да предизвика дополнителна несреќа или дополнителна штета.